Компанијата Amphenol Technology Македонија викендов на пригодна свеченост и собир на вработените ја одбележа 8 годишнината од основањето. При тоа беше најавено отворањето на новиот производствен капацитет за производство на кабли за автомобилската индустрија. Погонот е на површина од 3500 квадратни метри затворен простор, а само за машини и опрема, што се најсофистицирани и најсовремени во оваа област, инвестирани се 5 милиони евра, истакна директорот на компанијата Сашко Наков. Amphenol веќе за овие 8 години прерасна во сериозна компанија, не само за Кочани, туку и за регионот, па и за државата. Знаете дека за 2020 година Amphenol Technology Македонија е 7-ми најголем извозник во државата. Тоест резултат кој што е за почит и резултат на сите нас, бидејќи сите имаат свој допринос во тој резултат. Покрај тоа што е 7-ми најголем извозник и најголем работодавач на овој регион со 2300 вработени, мислам дека само 2-3 компании во Македонија генерално вработуваат, посебно од металопреработувачката или од обработувачката индустрија. Така да тоа се некои резултати кои што ни даваат за право на сите нас да бидеме горди за овој период и за постигнатото. Па не очекува сигурно раст и во наредниот период. Имаме планови да го зголемуваме капацитетот овде во автомобилскиот дел, со се повеќе, пак ќе спомнам, и индиректни функции, како што веќе и почнавме со проект менеджмент, со quality planning, се повеќе инженерска работа, се повеќе набавка на тој софтвер кој што имавме крео за дизајн за двајца наши инженери од овде, алатница, машини за алати. Така да, се повеќе во таа насока ќе се фокусираме, во едниот дел, а во другиот дел ќе одиме веројатно со уште една деловна единица од неавтомобилскиот сектор, за да можеме да имаме таа диверсификација за бизнисот. За наредниот период престои доекипирање во проект менеджментот и со инженерски кадар, со што производниот процес во Amphenol ќе биде целосно заокружен. На свеченоста по повод 8-миот роден ден на компанијата, на најдобрите и на работниците со непрекинат стаж, им беа доделени награди и признанија. Фабриката во Кочани е дел од американската корпорација Amphenol Technology, која произведува кабли за вградување во автомобилската индустрија, како и екстремно големи антенски структури што телекомуникацијските компании ги користат за нивните базни станици за мобилната телефонија. 12-та година поред во Основниот суд во Кочани се реализираше отворен ден за граѓаните. Во рамки на одбележувањето на Европскиот ден на граѓански права, судот ги отвори своите врати за сите заинтересирани граѓани, со тоа им овозможи поблиску да се запознаат со работата на институцијата. Настанот се оценува како корисен пред се за средношколците, кои како наставен предмет го имаат правото. Одржавме една средба со нотарите од подрачјето на Основен суд Кочани, разменивме некои искуства и проблеми со кои што се среќаваат и нотарите, бидејќи оставинските предмети се кај нив, а тие предмети се водат како судски предмети. Малку разговаравме за тоа каде најмногу имаат проблеми, од кај што се појавуваат некои заостаток на предмети, поготово стари предмети, и малку како идеи некои разменивме за начинот на кој да се решат тие предмети во догледно време, за да се намали тој заостаток на стари и нерешени предмети. Беше конструктивна средба, јас сум задоволна од средбата со нотарите. Мислам дека имавме конструктивен разговор. Меѓу другите активности имаме планирано посета на учениците од гимназијата во Кочани во 12 часот. Ќе дојдат од ученици кои што се заинтересирани одблиску да се запознаат со работата на судот. И секако, како што веќе соопштението го пративме до вас, имаме отворен ден за средба со граѓаните, така да секој од граѓаните кој што има некаков интерес да се запознае одблиску со работата на судот или некој конкретен предмет. Реализирањето на отворениот ден е со намера да се обезбеди јавност и транспарентност на работењето на Основниот суд. Викендов по 23 пат во Кочани се одржа манифестацијата Денови на медот, замислена како продажна изложба на мед и пчелни производи. На платото во трговскиот центар на десетина штандови своите производи ги представија пчелари од различни краишта на државата.
На присутните им се обратија и Борчо Атанасов, секретар на пчеларското здружение Матица од Кочани, кој што беше организатор на манифестацијата, како и Менде Трајковски, председател на Сојузот на пчеларски здруженија на Македонија. Да ги разгледате штандовите на пчеларите кои дојдоа овде, да ги пробат истите и секако да ја покрај зимницата да ја надополните својата збирка за зимото со мед и пчелни производи, пошто тие се пред се лековита храна која во овие времења кај што имаме повеќе вируси, болести е добре дојдена во секое семејство. Иако е корона криза, сепак успеваме да ја задржиме оваа традиција и ќе ја продолжиме во секој случај. Исто така ќе оставиме и аманет на наши следни генерации да продолжат со ваквите успешни, добри традиции, да презентираме нашите производи, да го презентираме пчеларството, здравата храна. Ова е една добра манифестација, секако дека ќе се сложи и градоначалникот за самиот град, за сите жители на градот и за околните места во секој случај. На деновите на медот во Кочани присуствуваа и градоначалникот Никол Чуилиев, како и заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски. Мислам дека ова манифестација како традиционална манифестација останува да биде поддржана и од страна на локалната самоуправа, бидејќи само на тој начин можеме сите заедно да допринесуваме за развој на пчеларството во нашиот регион, бидејќи нашиот регион навистина изобилува со природни убавини, односно природни ретковости кои овозможуваат развој на пчеларството. Посебно важно е да напоменам дека со прогласувањето на дел од Осоговските планини за заштитено подрачје се ствара огромни можности за брендирањето на медот со потекло од заштитено подрачје, што секако дека има и подобра можност за подобар пласман и секако по висока цена. Во последните 3-4 години постојано во Македонија имаме годишно некаде околу 10.000 пчелни семејства с големување на бројот, што не охрабрува. Тоа значи дека сепак и политиките кои се превземат се во еден добар правец, но тоа не значи дека треба да се застани дека тоа е доволно. Бидејќи секоја година од година е различита, затоа е секако потребна она разговор, дискусија со пчеларите и градење на заеднички политики и во иднина. Од Министерството додадоа дека и понатаму ќе се работуваат со пчеларите и ќе го помагаат пчеларството како гранка во подем. Коалицијата Најдоброто за мојата општина во неделата попладне одржа предизборна трибина со граѓаните, а на која зборуваше председателот на СДСМ Зоран Заев. При тоа тој истакна дека за овие локални избори ништо не е оставено на случајноста. Доказ за тоа е што Кочани го има Никол Чуилиев за градоначалник, затоа што тој е најдоброто за сите граѓани. На собирот што се одржа на споменикот на слободата во Кочани, Заев побара обединетост во довербата за вториот круг од локалните избори. Ова наша македонска општина Кочани навистина одржа лекција од секој можен аспект. Прво заедно со граѓаните, да, под раководство на вашиот и наш градоначалник Коли Илиев, но општината е стегната, стандарди се вградени, проекти по глава на жител се најмногу реализирани овде во општина Кочани и јас верувам дека сето тоа мора да ни биде најсилната аргументација, да направиме се за да ги максимализираме разликите во гласовите и да остане на безбедно Кочани, да остане во патот по кој што тргна, да остане да биде победничко, да биде гордост на сите своји сограѓани и тие што живеат и во градот и во населените места и да влече напред. Како што знаело и во минатото да влече, така и овие последни 4 години. Затоа, главната порака денеска е да не оставиме ништо на случајност. Кандидатот за градоначалник на Кочани Никол Чуилиев истакна дека повторно ја бара довербата од граѓаните за да се докомплетираат дел од проектите што се во тек, но и да почне реализацијата на нови. Нашиот концепт за равномерен локален развој ги дава резултатите. Меѓутоа резултатите ќе бидат многу повидливи после неколку години, бидејќи и проблемите не се случија преку ноќ.
Сето оно што се случуваше со децении тешко се поправа. И свесен сум дека не постои човек кој може да ги реши сите проблеми одеднаш. Иако моите желби се такви, да сите проблеми со кои вие граѓаните се соочувате да бидат решени, меѓутоа, за жал, не успеавме. Меѓутоа, ако не успеавме во 4, затоа постои и втор мандат. Да, она што остана, што го започнавме, да заеднички продолжиме да го градиме и да го завршиме, бидејќи само на тој начин можеме да го промениме ликот на нашиот град и да го направиме пристојно место за живење на сите наши сограѓани. Илиев додаде дека раководењето со локалната самоуправа во новиот мандат ќе го продолжи на истиот начин како и досега, затоа што Кочани денес, како никогаш во изминатите 3 децении, доживува интензивна градижна активност и развој. Пратеникот од ВМРО ДПМН Миле Левков одржа пресконференција на која обвини дека се злоупотребуваат овластувањата што ги има полицијата за да се саботира волјата на граѓаните пред одржувањето на вториот круг на локалните избори. Од скандалот кој вчера се обелодени, се гледа како високи полициски функционери создале злосторничко здружување и креирале Вибер група за комуникација во која договарале и координирале пресметки и тепање на граѓани кои не размислувале како раководството на СДСМ. Во целост се злоупотребувани и полициските овластувања за што поголема саботажа на волјата на граѓаните. Содржината на една таква група наречена XXX беше обелоденета вчера. Во Прилеп видовме дека имале координации со насоки од типот: застанете ги возилата и на принуден технички преглед. Друг напиша: земете му колата, убите го, направете нешто. И слично. Веднаш по обелоденувањето на овој скандал, охрабрени граѓани од нашиот град ни пристапија и ни информираа дека се жртви на исти или слични закани, како оние кои ги видовме во групата координирана за Прилеп. Граѓани ни информираа и се пожалија на притисоци, на закани, се пожалија на одземени документи за возила, се пожалија на посети во дворови од полицајци за да им предадат записници за наводно сторени прекршоци, а ни информираа и за лични шиканирања. Во текот на вчерашниот ден и лично бев сведок на шиканирање на граѓанин од страна на униформиран полициски службеник кој покрај тоа што го навредуваше граѓанинот, повика и интервентна екипа од која побара, цитирам: "Однесете го во станица како тој од пред некој ден", гласеше заканата. За ова однесување е поднесен и соодветен поднесок. Дополнително ќе се утврдува кој се бил член на овие Вибер групи и дали и ова однесување е координирано во таква група. Имаме сознанија дека во Кочани не само полицајци, туку и директори и функционери блиски до Социјалдемократскиот сојуз, одработувајќи за оваа партија, формирале злосторничка група за потребите на вториот круг од изборната кампања, а чија цел е следење на членови на ВМРО ДПМН и злоупотреба на службени овластувања со цел закани за работни места на вработени, физичко малтретирање и селективно попречување на слободата на движење на луѓе кои не се од Социјалдемократскиот сојуз. Ја користам оваа прилика и упатувам јавен повик и апел до началникот, до одредени полицајци, директори, да не се ставаат во улога на партиски извршители и веднаш, повторувам веднаш, да престанат со заканите и со притисоците. Веднаш да престанат притисоците во комуналното јавно предпријатие. Да престанат притисоците и заканите во болницата, во училиштата, во администрацијата и најважно од се,
да престанат притисоците и шекинирањата од страна на полицијата. Како одговор на пресконференцијата на пратеникот Миле Левков, од Општинската организација на СДСМ од Кочани испратија писмен допис до јавноста, во кој, како што е нагласено, ја повикуваат да не наседнува на лажни провокации. Реториката на еден народен избраник кој зборува за злосторничко здружување и насилничко однесување покажува колку тој целосно му е оддаден на режимското минато. Обраќање во кое слушате саботажа, малтретирање, шиканирање, закани е многу добро познат терен на действување од време на режимот. Затоа тој со страст зборува за тоа, сакајќи да ги наметне како дејства на противникот. Наместо да клевети и обвинува, граѓаните од него чекаат да одговори дали народниот избраник кој обвинува за шиканирање е тој кој во маларичен и кукузелски стил со години вршеше сајбер криминал врз кого ќе посакаше во Кочани. Дали народниот избраник е поранешен директор на училиште кој со автобуси влечеше наставници на митинзи и вршеше политички притисоци врз нив. Дали народниот избраник е вмешан во идурмата позната како партиски школски превоз, со која испарија 43 милиони само од кочанските училишта. Ја повикуваме јавноста да не наседнува на лажни провокации. Нивното сценарио е насилниците да глумат жртви. Колку што се засилени во битката за власт, толку се исплашени од престојниот пораз. Од друга страна, добро е што во периодот меѓу двата изборни круга тие повторно си го покажуваат своето вистинско лице. Деновиве сме сведоци дека во општините каде ДПМН победи во првиот круг, веќе се почнати заканите за отказни решенија, веќе се вршат притисоци врз нивните неистомисленици. Добро е што ја освежуваат меморијата, не подсетуваат ни што минуваа граѓаните една деценија додека тие беа на власт. Така даваат поука никогаш повеќе да не се повтори режимот. Ние отворено се противиме на секакви незаконски действија и ги повикуваме сите надлежни да преземат мерки против сите прекршители. Вие, почитувани сограѓани, знаете дека 31 октомври е датумот кога треба да се потврди предноста што ни ја доверивте во првиот круг. Изберете го најдоброто за Кочани. Стои во писмениот допис од Општинската организација на СДСМ од Кочани. Кандидатот за градоначалник на Кочани од ВМРО ДПМН Љупчо Папазов на пресконференција најави дека доколку ја добие довербата од граѓаните, ќе формира економски совет од стручни лица. Тие ќе работат на развој на локалната економија. Сакам да ве потсетам дека изостана вистинската и неопходна помош на државно и локално ниво на најпогодените дејности од бизнис секторот. Да ја потенцирам поддршката која дојде од бизнис обкружувањето во Кочани и да изразам задоволство од досегашниот начин на соработка. Ви ветувам дека како градоначалник на Кочани ќе биде формиран постојан економски совет од проверени и докажани професионалци на волонтерска основа за развој на локалната економија и отворање нови работни места. Нивото на соработка и комуникација ќе го издигнеме до отворени врати за сите предлози, идеи и решенија. Општинската организација на Социјалдемократската младина на Македонија од Кочани во саботата организираше трибина на која присуствуваше кандидатот за градоначалник Николчо Илиев. При тоа, преку представување на дел од проектите и можноста за поставување прашања, младите социјалдемократи се запознаа со активностите на локалната самоуправа за подобрување на условите за нив. Обраќајќи им се на присутните во паркот на Револуцијата во Кочани, Илиев на трибината истакна дека во изминатиот период се реализирани проекти од кои директна корист ќе имаат младите во општината. Во мултикултурниот центар кој е завршен, се очекува само неговото доопремување, ќе добиете најголем дел од просториите кои ќе бидат наменети токму за вас. Таму се предвидени простории каде што ќе има инкубатори во кои вие младите заедно со оние искусните ќе ги разменувате вашите идеи и искуства,
вашите желби и секако убава можност преку размена да дојдете и до соодветни работни места кои бизнис секторот секако вашите идеи ќе ги препознае и ќе се потруди да дел од вашите идеи прифати, инвестира и да продолжиме заедно да градиме една силна општина и силно општество. Како никогаш до сега во буџетот средствата кои ги издвојувавме и кои ги дававме како поддршка на спортот ги дуплиравме. Ги дуплиравме исто средствата кои што ги издвојуваме во делот на културата. Навистина тоа се показатели дека ние навистина имавме и цел и желба да ги поддржуваме сите оние кои ја гледаат својата иднина во спортот, во културата и во секој сегмент на секојдневното живење. Присутните членови на Социјалдемократската младина од Кочани поставуваа прашања за одредени области, главно од општественото живење, културата и спортот, а се информираа за проектите што кандидатот за градоначалник Илиев ги има вклучено во својата предизборна програма, со која ја бара довербата од граѓаните за уште еден мандат. Пресконференција во Кочани одржа подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Владо Мисајловски, на која ги повика граѓаните да излезат масовно на гласање на вториот круг за избор на градоначалник, при што побара довербата да му ја дадат на кандидатот Љупчо Папазов. Кочани да стане едно убаво место за живење. Видовте што се случува овие 4 години. Апсолутно ништо. Дали сакате да се создаде нова иднина или повторно да се тапка во место, каде што има од една страна градоначалник бизнисмен, но нема никаква клима за бизнисмените. Нема нови инвестиции, нема нови работни места, нема нови проекти. Затоа, ајде сите заедно да создадеме нова иднина. А таа иднина, тука во Кочани, може да направи Љупчо Папазов. Се сменија работите во Македонија. ВМРО-ДПМНЕ победи на секаде во Македонија. Време и во Кочани, таа слика да се преслика. Затоа уште еднаш ке повикам. Залудни се сите притисоци и на власта. Залудни се сите притисоци и на полицијата, и да казнуваат, и да пресилуваат. Мобингот што го вршат кон администрацијата, се ќе биде залудно. Бидејќи во Кочани, народот знае што е најдобро. Најдобро е Љупчо Папазов да стане градоначалник на Кочани. И уште еднаш ке потенцирам масовно во недела за нови проекти, за нови победи и се разбира за нов градоначалник во Кочани. Стихозбирката Емоции во стихови од авторката Бистра Митевска викендов беше промовирана во библиотеката Ванчо Прке во Виница. Пред читателската публика Митевска како роднокраен автор се представи со своето првенче, инспирирано од секојдневните настани во семејството и окружувањето, а излегувањето на делото е подарок од најблиските за нејзиниот роден ден. Истовремено, тоа се совпаѓа со 100 годишнината од раѓањето на македонскиот книжевен великан Блаже Конески и е потврда за важноста на печатениот збор, истекна Љубинка Ајтовска, која го промовираше делото на Митевска. Иако живееме во ера на дигитализација, значајно е што е оставен траен отпечаток на творби кои излегувале од длабочината на душата и срцето на Митевска, творби во кои се вградени чувства и спомени. Големината на овој гест од нејзините деца е немерлива, бидејќи во таа идеја лежи препознавањето на една голема љубов на својот ближен кон пишаниот збор. Затоа тие го избрале најубавиот подарок за својата мајка. Убедена сум дека таа е пресреќна од изборот и вниманието што ја го посветија, креирајќи го ова издание со наслов Емоции во стихови. Мојот прв контакт со стиховите на Бистра Митевска беше како лектор, но човек не може да остане ограден од пораките на творбите и едноставно само да внимава на јазичните правилности. Секоја песна те нурнува во нов свет и нејзините видувања за него. Од библиотеката Ванчо Прке, која е издавач на стихозбирката на Митевска, и честитаа на излегувањето на делото со желби за натамошни успеси. При тоа порачаа дека на полиците на институцијата секогаш ќе има простор за нејзините и делата на другите роднокрени автори.
Македонските репрезентативци во борење во пионерска и кадетска конкуренција, кои ќе настапат на предстојното Балканско првенство, како и на Медитеранските игри, ги завршија еднонеделните подготовки во Кочани. Во спортската сала на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов се подготвуваат 35 борачи во повеќе тежински категории во машка и женска конкуренција, а со нив работеше стручен тим со тренерите Горан Стојанов, Бейтула Алими, Горан Атанасов, Нехат Джафери, Ангел Стефанов и Игор Неделковски. Од Боречката федерација истакнаа дека подготовките на младите борачи поминале одлично и се очекува успех на настапите на двете меѓународни надпреварувања што ќе се одржат во Грција. Федерацијата на сите учесници на подготовките им додели комплетна репрезентативна опрема, а во наредниот период ќе продолжи да вложува во подобрувањето на условите за тренинзи и настапи, истакна Дејан Богданов, председател на Боречката федерација. Од стручниот штаб на пионерската и кадетска репрезентација истакнаа дека од оваа генерација млади борачи се очекува да бидат носители на медали од европските и светските првенства, со што ќе се потврди дека борењето и понатаму останува еден од најтрофејните македонски спортови. Балканското првенство во борење и Медитеранските игри, на кои ќе учествуваат нашите спортисти, ќе се одржат од 28 до 31 октомври во градот Ксанти, Република Грција.